Ја следите емисијата на Македонски корени со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани, во наредниве минути друштво ќе ни прави нашиот и ваш денешен гостин, господинот Страшо Ангеловски, председател на МАК, аналитичар, колумнист, добар познавач на сите збивнувања во Македонија и пошироко, пред се одличен познавач на глобалните геополитички случувања, како и советник на град Скопје, кого го опакнуваме да ни се придружи преку видеолинковско поврзување. Господине Ангеловски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Не причинува задоволство и чест што сте повторно заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат. Добро утро или добра вечер за вас. Честа за мене е голема што можам да проговорам пред вас, пред оние кои не слушаат и не гледаат. Меѓутоа, веднаш на почетокот сакам да ви кажам дека додека ја следев програмата имаше прекинување во тонот, така што се надевам дека нема да имаме прекинувања, инаку можно е да бидеме и неразбрани во сето она што ќе озборуваме. За сега оди добро. Се надеваме дека се ќе биде во ред. Добро ви утро и од мене, господине Ангеловски. Ви благодариме за прифатената покана. Се надеваме дека и денес, како и во претходните ваши гостувања, ќе имаме плодна дискусија и секако ќе го задржиме вниманието на сите оние кои не слушаат и гледаат без некакви пречки. Знаете, постојано се обидувам да го кажувам она што е, онака како што е, при тоа и доколку боли, нека боли, доколку е непријатно, нека е непријатно, меѓутоа мораме да ја кажуваме вистината, впрочем, заради тоа и постоиме, вие како медиум, јас како поединец и како политичка партија. Така. Разговоров би го започнале со она што се случи во саботата на 6 мај, кога на 5 бугарски државјани, меѓу кои беше и бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, им беше забранет влез во Македонија. Еврокомесарот за проширување на Европската Унија Оливер Вархеј, но и лидерот на Европските народни партии во парламентот Манфред Вебер на Твитер напиша дека го осудуваат одбивањето за влез на европратеникот Андреј Ковачев во Македонија и ја повикува власта итно да расчистела ситуацијата. Вархеј во неговата објава додаде дека одбивањето влез на пратеник во Европскиот парламент е многу сериозна одлука, а Манфред Вебер во неговата објава додаде дека ова е без преседан. Како ќе ги прокоментирате објавите или изјавите на Вархеј и Вебер? Зошто бриселските бирократи молчеа кога Ковачев, Џамбаски и Каракачанов на јавна сцена ја омаловажува и ја негираа Македонија? На што се должи сето ова? Дали ова се плодовите кои сега ги собира ова ненародна влада како резултат на потпишаниот договор за добрососедство? Кај кого да ја бараме вистината? Најпрво ќе тргнеме од крајот, значи од оваа влада која е инсталирана, влада која никој ниту ја гласал, ниту некогаш добила одобрение да владее со Република Македонија, таа веќе можеме со еден збор да кажеме дека го изгуби патот во сопствениот двор. Едноставно не знае веќе ниту на каде се движи, не знае ниту зошто се движи, не знае ниту што прави, ниту зошто сето тоа го прави и од тука се случуваат вакви нешта. Најпрви на вистина не знам зошто не им дозволи влез во Република Македонија. Треба на таквите да им се дозволи, треба да бидат прикажувани, треба да ги слушаме, за да сватиме, за да ја видиме целата ништожност на нивното постоење, целата ништожност на нивната работа, меѓутоа, за да може и оние во Европа да ја видат ништожноста на нивното политичко делување. Од друга страна, кога станува збор за Манфред Вебер или за Вархеј или за седно, кој и да е од оние од европската наддржава, Европската Унија, јас повторно ќе се навратам на една теза која веќе 25 години ја говорам, а тоа се двојните стандарди за кои за жал светот дојде во оваа ситуација во која се наоѓа денеска и писмата, односно пишувањата на Вархеј и на Вебер се резултат на таквите двојни стандарди. Доколку тие има едноставно идеја, доколку има
мојки доколку имаа знаење, тие ќе ги осудуваа и постапките на бугарските европратеници, ќе ги осудуваа постапките на официјалната бугарска политика и ќе го осудуваа сето она што и Европската унија на крајот на краиштата и го прави на Република Македонија. Двојните стандарди доведоа и до војната во Украина, двојните стандарди доведуваат до несогласувањето со Народна Република Кина, двојните стандарди се оние кои за жал еден ден може да не вовлечат во една разрешница која никој од нас не ја посакува. Сето тоа пак на крајот, јас ќе ми дозволите некаде кон крајот на емисијата да го објаснам, сето тоа со либералната политика, политиката на американските либерали, кои сето тоа како двојни стандарди му го наметнаа на светот. Како гледате на сообштението од МНР во кое покрај другото се вели дека во оваа група со која патувал европратеникот Андреј Ковачев имало лица за кои во Министерството за внатрешни работи има сознание дека представуваат ризик по јавниот мир и безбедност? Европратеникот Ковачев не е меѓу нив, но надлежните служби донеле таква одлука поради групата со која патувал. Па токму затоа и реков дека оваа власт и не знае веќе на каде оди, на каде се движи. Едноставно требаше да се дозволи, затоа што доколку се тоа навистина луѓе од таков ризик, луѓе кои би можеле да наштетат на јавниот ред и мир, требаше да се дозволи. Ние едноставно треба да на светот треба да му го покажуваме она што ни се случува. Ние тоа не треба да го поттргнуваме под тепих. Нека влезе и нека ги направеа нередите овде во Република Македонија. Сето тоа требаше да биде документирано и треба на светот да му биде прикажано. И од тука не гледам успех во тоа што ги сопреле на граница и со тоа сега, наместо топката да се наоѓа во наши раце и ние да зборуваме за нивните ништожни активности, тие зборуваат за Република Македонија како држава со недостаток на демократија и со недостаток на европски стандарди, која не има возможила да влезат на сопствена најзината територија. Господине Ангеловски, како ќе ја прокоментирате владината прослава на 9 мај, денот на победата над фашизмот? Особено не интересира да го слушнеме вашиот став за говорите на Наум Буревски, подпредседател на Сојузот на борците, амбасадорот на Европската унија Дейвид Гир, заменикот на амбасадорката на САД Екир Маер, но и на вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричик, како и на првиот вице-премиер Артан Груби. Ќе ми дозволите да не ги коментирам овие изјави. Јас навистина ви се восхитувам дека имате сила и дека имате трпение да ги слушате овие мизерни изјави. Ви се восхитувам, бидејќи тоа ви е работа водејќи го медиумот, меѓутоа јас навистина не успевам во себе да најдам доволно ментална сила да се спуштам на рамништето на овие луѓе и да ги слушам нивните изјави. Затоа не би ги коментирал изјавите, јас можам да ги коментирам случувањата, можам да го коментирам она што го живееме и она што сите го гледаме. Ние на крајот на краиштата повторно постои поделба внатре во македонското општество, меѓутоа за жал исклучивите либералите и нивната исклучивост направија и поделба во светот. За што станува збор? Додека едната половина од светот, онаа која ја учи вистинската историја, го слави 9 мај како ден на победа над фашизмот, она што навистина беше и она што навистина се случи, кога на тој ден нели руската армија, црвената армија влезе во Берлин и со тоа заврши Втората светска војна, можеби најтешкиот период во животот на човештвото. Другата половина од светот се обидува да ја изврти историјата, да ги изврти фактите и на тој изден да го слави обединувањето на Европа. Ами ние сме сведоци дека портпаролката на Белата куќа, јас повторно ве изгубив, не знам дали ве слушаме одлично и дали ме гледате во ред, да. затоа што јас имам само црнило на мојот екран, меѓутоа портпаролката на Белата куќа се обиде точно во очи 9 мај да објави дека всушност
победата над фашизмот и ослободувањето на Европа ја донеле Соединетите Американски држави и нивните сојузници. Значи, тоа е тоа извртување на вистината, тоа е тоа извртување на историјата и во таквото извртување на вистината и на историјата, за жал учествуваат и оние кои не би смееле. Посебно тоа е Сојузот на борците, оние кои се наоѓаа на страната на антифашистичката коалиција во светот, а да не говорам за луѓе од типот на Груби Маричич и оние кои ги споменавте, а кои за мене на вистина не значат ништо, а пак нивните изјави и нивните мислења воопшто не сакам ниту да ги слушам. Во средата, во Македонското собрание, владата ги образлошуваше 5 предлог закони поврзани за изградбата на коридорите 8 и 10Д, а кои закони ги поднесе до собранието со европско знаменце со изговор дека овој проект бил од национално стратешко значење. А Маричич имаше и 2 додатни изјави дека одлуката била политичка и дека тоа што предлог законите биле со европско знаменце затоа што за 3 дена овој коридор ќе влезел во групата на паневропските коридори. Како гледате на овој чекор? За какви европски вредности говорат кога тие самите ги кршат европските вредности? Зошто владата се одлучи на овие предлог закони да стави европско знаменце и колку е оправдана ваквата одлука? Дали ова е историски договор или е многу поблиско до историска кражба? Зошто немаше меѓународен конкурс како што тоа беше во соседството и на кој конкурс победи конзорциумот Бехтел и ЕНК? Па вие сте сведоци, сите ние сме сведоци дека оваа влада насилно владее со Република Македонија и во моментите кога и е потребно да го оправда насилството, го закачува европското знаменце и тоа е тоа што ни се случува. Од друга страна, што оправдува и какви европски вредности, кога ние и какви потреби за Европската Унија, кога знаеме дека обете фирми Бехтел и ЕНК не припаѓаат, не се од државите од Европската Унија, едната е американска фирма со седиште во Велика Британија, другата е турска фирма. Ниту Турција, ниту Британија, ниту Америка не се членки на Европската Унија и од тука не знам како се обидуваат да кажат дека тие 1,3 милиарди долари или веќе никој не знае колку сето тоа ќе излезе на крајот, ќе бидат едноставно во соработка со Европската Унија, со европските институции и она што значи европски монетарни состојби. Меѓутоа, повторно ќе речам, насилството, кое веќе 5 години се спроведува во Република Македонија, се оправдува со европското знаменце, а сето тоа едноставно нема никаква врска ниту со европските стандарди. Она што сакаат да го кажат дека тоа е паневропски или не знам каков коридор, тоа не е, тоа е само панминхаузеновски, една панминхаузеновска ситуација, кога од Минхаузен Зоран Заев премина на Ковачевски, од Ковачевски преминува на сите останати, тоа е еден синдром на Минхаузеновштина, односно на обид да се лаже постојано, да се мами и со насилство и со измама да се води државата. Кога сме кај оваа тема, како гледате на оние пратеници кои овие предлог закони на првото читање во собранието ги протуркаа наспроти забелешката од страна на Канцеларијата на Европската Унија во Македонија дека европското знаменце не е оправдано и дека нема врска со реформската агенда? Какви се вашите очекувања? Ќе ги поминат ли овие 5 предлог закони другите филтри, а тоа се комисиите, пленарната седница, подписот од председателот Пендаровски и објавувањето во службен весник? Па она што досега се случуваше ми дава за право да сметам дека ќе поминат и дека сето ова на крајот ќе заврши онака како што е замислено во некои центри на моќи, онака како што им е речено да го завршат, затоа што најверојатно на крајот на краиштата ова ќе се покаже дека е американски проект, затоа што нели и една од фирмите е американска фирма, најверојатно ќе се покаже дека токму заради моќта која Соединетите американски држави им ја даваат на извршителите, тоест на пратениците на владата и на сите оние кои го работат овој проект, тие
можат вака бесрамно да се истопорат наспроти Европската Унија, наспроти тврдењето на Европската Унија дека нели е ова, дека не е во сооднос со европските вредности и со потребите на Европската Унија. Меѓутоа, треба да бидеме повеќе одсвесни дека доколку не стоеше американската поддршка за нив, дека тие тоа немаше да го сторат. Бидејќи е очигледно дека американската поддршка стои за нив, како и се досега, на сила ќе успеат да протуркаат и мислам дека ова сето ќе заврши така како што е веќе и започнато. Покрај овие закони на дневен ред се најдоа и други предлог закони по скратена постапка предложени од пратеници. Еден од нив беше и предлог законот за именување и дополнување на законот за посебните права на бранителите, односно на членовите на нивните семејства, а во врска со обештетувањето на луѓе кои што се инвалиди, кој предлог закон беше поднесен од пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Овој предлог закон не помина бидејќи од парламентарното мнозинство гласа против овој закон. Пред да ви го поставам прашањето, сакам да пуштиме еден видеоклип кој е поврзан со оваа тема, ако успеам да го најдам. Да. Малку е подолг, ама ќе бидеме стрпливи. Почитувана македонска јавност, ние пред неколку седмици поднесовме предлог закон за изменување и дополнување на законот за посебните права на бранителите, односно за членовите на нивните семејства. Тоа го направивме врз основа на член 71 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 132, 137 и 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија. Законот го поднесовме по скратена постапка и на овој начин сакаме да исправиме една неправда која што е направена кон семејствата на загинатите припадници на безбедносните сили од конфликтот 2001, но и други конфликти. Станува збор за неколку семејства, значи на загинати припадници на безбедносните сили, и станува збор за обештетување, односно за плаќање на одредена сума на пари на луѓе кои што се инвалиди од конфликтот, без разлика дали е тоа 2001 или подоцна. Значи воени инвалиди со одреден процент на инвалидитет. Станува збор за една мала сума, минимална сума од 800 до 900.000 евра и мислам дека за ова треба сите да се согласиме. Ние нема да правиме политика на овој предлог закон. Мислам дека тоа што државата досега не успеала да го направи, односно била виновна да и не исплатила на тие што одговориле тогаш кога таа ги повикала, мислам дека треба да најдеме начин да им се одолжиме. Ценам дека и парламентарното мнозинство мора денеска да даде поддршка за овој предлог закон, затоа што само на тој начин ќе докажат дека не се привезок на дуј. Благодарам. Предлогот на пратениците Драган Ковачки, Антони Милошовски, Петар Исел, Бране Петрушевски, Дејан Чоевтимов, Александар Велјановски, Тони Јаровски, Мирча Джиовски, Игор Здравковски, Жеклина Пешевска, Олга Лозановска, Миле Левков, Јадранка Поцкова, Грација Баклачевска, Александар Николовски, Ѓорѓија Сајковски, Никола Мицевски, Рашела Мизрахи, Здравко Трајанов, Лупчо Димовски, Зоран Коцевски, Марија Петрушевска, Ели Панова, Синиша Стојановска, Ане Лашковска, Стојан Миланова, Силвана Алингелевска, Лидија Петковска, Ангелинка Петкова, Иван Стоилковиќ, Зоран Чованчев, Јован Јаулевски, Бојан Стојановски, Владо Мисајловска, Гордана Силјановска Давкова, Даниела Христова, Игор Јанушев, Велика Стојкова Сарафимовска, Лјупчо Пренџов и Иванка Василевска, поскратна постапка да се донесе законот за изменување и дополнување на законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Северна Македонија и на членовите на нивните семејства. Го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 100 пратеници. За гласа 40 пратеници. Против гласа 60 пратеници. Воздржани нема. Констатирам дека предлогот на пратениците не е усвоен. Една вест да кажам, од денеска моментално сега што дојде, пратениците не го изгласале законот за 2001 за обештетување. Денес тоа? Денес, сега во момент. А кои пратеници идиоти гласале против? Како е по партии? Скоро сите. А сакаш да кажеш и опозиција и власт гласале против?
Отварај македонци да видам кој бил против обештетување на бранителите наши. Најди некој звучни име. Баре го Александар Николовски како гласал. Овој НАТО. Значи не се сите. Моника- Левица била Моника, за. да не бе, знам. само левица 5 души, еве ги за. Само 5 за. Толку биле На само овој 5 се список за. 5 ги читам. На овој список 5 ги читам за. 6, поправо. Антонио Милошевски против. Мира Панчо. Тоа 5. Уште еднаш прочите го. Милошевски Антонио против. Против бил, Минов да се Панчо, обештет. Кавадарчанецот. Николовски Александар одсутен. Петкова Ангелина одсутен. Фактички ВМРО-вци немали на седницата, киднали. Антонио бил против, а останатите киднали овој А пат. тие се ствари само левици, 11. Само левици имат гласано, Само бе. левици. Панчо. Господин Ангеловски, како прво, кој е вашиот став околу овој предлог закон? Зошто пратениците од парламентарното мнозинство гласаа против и секако, како ќе го прокоментирате вториот дел од видеоклипот во кој дел јасно се гледа дека не се кажува вистината околу бројките и лицата кои при гласањето на овој предлог закон, кога се работи за пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, туку напротив, слушнавме од видеоклипот неколку податоци кои не се вистинити. Со која цел се прави сето ова? Најпрво, што се однесува до неусвојувањето на законот, за жал, ова не е истата држава заради која тие луѓе прострадаа. Тие луѓе страдаа за Република Македонија, за онаа Македонија која требаше да остане унитарна, Македонија во која требаше да биде национална држава на македонскиот народ. Ова денеска веќе не е таа држава, ова е држава во која за жал постои етнички апартхеид, држава во која едно етничко малцинство гледаме преку владата на Артан Груби, владее со државата, со подписникот кој се вика Ковачевски, а кој всушност нема никаква власт во таа влада. Од тука чинам дека е задоцнет обидот да се донесе ваков закон, затоа што постојано ќе имаме истата ситуација кога ваквите законите кои важат за Република Македонија, за борците за Република Македонија, постојано ќе бидат одбивани, а јас при тоа едноставно само му се чудам на умот на еден човек, на Стојанче Ангелов, кој се уште се наоѓа во таа коалиција која се бори токму против неговите другари со кои тие заедно крвареа и заедно се бореа за Република Македонија. Што се однесува до видеото и до обидот, повторно доаѓаме до тоа исто проклетство, обид да се изврти вистината, обид да се изнесе лага. Јас ќе кажам, многу одамна, веќе еве неколку години пишувам и говорам за шестата колона во Република Македонија. Вие знаете кога генералот на Франко, генералот Молина, рекол кога се движал кон Мадрид, рекол јас доаѓам со 4 колони, а 5-тата колона ме чека внатре во Мадрид. Во Република Македонија СДСМ ги има 4 колони, тоа се внатре партиските луѓе кои сакаат пари, кои сакаат богатство, кои сакаат функции, тоа се невладините организации, тоа се еден огромен дел од медиумите и тоа е меѓународната јавност која им дава поддршка. Тоа се 4 колони на СДСМ. 5-тата колона, за жал, се политичките партии на македонските албанци кои се секогаш подготвени да му дадат поддршка на СДСМ во напорите да ја урива Република Македонија, и сега се појавува 6-тата колона, тоа се луѓето кои излегуваат како ултрапатриоти, луѓето кои се наоѓаат од зад грбот на десницата и на македонското патриотско ткиво, кои излегуваат со бомбастични најави, со ултрапатриотски најави дека ќе ја спасат Македонија, дека ќе го вратат името. Со тоа ги измамуваат лесноверните македонци, односно оние македонци кои навистина сакаат да се врати името, кои навистина сакаат да се врати, да речеме, унитарноста, оние македонци кои се изгорени за собствената држава, почнуваат да им веруваат, и тие и таквите сега, како 6-та колона делуваат во Република Македонија и гледате постојано се обидуваат да нанесат штета на опозицијата, односно на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Не е ова еден и единствен пример, ние сме сведоци на
барем 10 пати дневно повторувани лаги и невистини, токму во однос на коалицијата на ВМРО ДПМН, токму во однос на опозицијата. Тоа ќе рече, ова е опозиција на опозицијата која одработува за СДСМ за да го намалува рейтингот на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, за да не дојде до пораз, до каков што катастрофален пораз и дури до распаѓање на СДСМ како политичка партија, при тоа вадејќи невистини за коалицијата за обнова на Македонија, форсираат некои други политички партии, вие видовте и во клипот, дека се обидуваат да изфорсираат друга политичка партија и да прикажат дека таа е или ќе биде спасителот на Македонија. Ете таа е ситуацијата со шестата колона во Македонија. Шефот на дипломатијата Бујар Османи и вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричек најавија финиширање на предлог уставните амандмани и нивна презентација во собранието, иако работната група која што треба да ги подготви тие предлог уставни амандмани се уште не започнала да работи на тоа, бидејќи изменативе 2-3 недели не можат да се договорат ниту за деловникот за работа, за кој е најавено дека ќе се гласал следниот петок. Прво, како гледате на овие нивни изјави и на тоа дека до ноември ќе завршила комплетната процедура? Второ, како планираат тоа да го направат, кога е сосема очигледно дека без ВМРО, ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија го немаат потребното двотретинско мнозинство? И трето, што очекувате од работната група за предлог уставни амандмани, кога, еве како што рековме, не може да се договорат ниту за обичен деловник? Значи, најпрво еве да кажем дека од работната група не очекувам ништо. Предпоставувам дека не постои нормален човек во Македонија, ниту во иселеништвото, кој го виде составот на таа работна група, кој знае што треба таа работна група да одработи и кој нешто очекува од нејзе. Тоа е првата констатација. Втората е велите дека некаде до крајот на ноември би требало тоа да биде завршено и така натаму и така натаму. Тоа може да значи само едно. Тоа може да значи само дека во октомври ќе имаме предвремени парламентарни избори. Не постои друг начин, затоа што коалицијата за обнова на Македонија е цврсто, значи овој пат е крајно цврсто подготвена, иако нели видовме како се наградуваат предавниците со ослободување од пресуди во случајот со предметот со поранешната министерка за култура. Меѓутоа, овој пат не постои, чинам не постои подготвен пратеник од коалицијата за обнова на Македонија кој ќе ги прифати уставните измени. Од тука единствен нивни начин за да тоа го решат до ноември е да имаме во октомври вонредни парламентарни избори во надеж нели дека со повторен, со еден нов изборен инженеринг, а кој веќе Ковачевски го најавува велејќи дека уште 11 години ќе биде на власт, значи со еден нов изборен инженеринг, со помош на американските либерали, да се задржат на власт. И тоа го гледам како невозможно и од тука предпоставувам, сметам дека уставните измени се речиси невозможни барем до крајот на оваа година. Што ќе се случува понатаму, никој не знае. Јас се надевам дека новите глобални ситуации и поместувања во светот ќе придонесат да се намали притисокот врз Република Македонија и ќе придонесат за едни поинакви вредности кои ќе успееме да ги воспоставиме овде. Дали уште на самиот почеток се надзира етничката поделеност, имајќи предвид дека албанските политички партии претходно бараа бришење на формулацијата 20% кога се работи за употреба на второ официјален јазик? Значи, албанските партии во моментов се подготвени на било што, само да се влезе во уставните измени. Ним им одговара состојбата. Јас ќе вратам назад некаде 98-та година. Тогашниот председател на Македонската патриотска организација од Соединетите Американски држави, МПО, испрати писмо до
до тогашниот председател на ВМРО ДПМН Љупчо Георгиевски, во кој му пиша вака. Во писмото ќе го парафразирам, тоа писмо стаса до моите раце и јас 98-та го објавив и упорно го објавував пред македонската јавност. Вака стоеше дека ве поздравуваме и бараме од вас со господинот Џафери да ја сочувате Македонија ваква каква што е, се до моментите на нејзината поделба меѓу Бугарија и Албанија. Ако тргнеме од основите на тоа писмо и ако тргнеме од она што го сакаат и албанците и бугарите, тогаш е повеќе од сигурно дека албанските политички партии во Македонија ќе прифатат се само да дојде до уставни измени и да влезе бугарското малцинство, за жал не, туку бугарскиот народ во уставот на Република Македонија, затоа што доколку стануваше збор за бугарско малцинство, тогаш можеби и ќе беше во ред да го имаме во уставот. Меѓутоа, битката е на сосема поинаква, бугарскиот народ да се најде во уставот како државотворен народ и потоа веќе едноставно во ситуација кога вие немате Република Македонија, туку имате држава со онаа придавка на С, кога немате нација македонска, туку имате граѓани на Република Македонија, вие ќе имате две етнички цврсти констелации, тоа ќе бидат албанците од една страна и бугарите од друга страна, меѓу нив ќе се наоѓаат делови од народи како што се србите, еве и црногорците, хрватите, бошњаците и така натаму, а никаде ќе нема место за македонецот како македонец. Од тука мислам дека албанските политички партии ќе играат на сите можни, ќе дозволат се што е потребно само да дојде до уставните измени. Како гледате на изјавите на некои аналитичари, пред се оние на Петар Арсовски, дека Македонија немала друг избор кога станува збор за промената на уставот со цел да ги започне преговорите со Европската Унија, освен да ги прифатиме уставните измени, бидејќи преговарачката рамка е веќе донесена, без разлика на тоа дали на некоја политичка партија и се допаѓало тоа или не. И како ќе ја прокоментирате изјавата на Викторија Аврамовска-Мадич, заменичката на министерот за правда, дека била погрешна перцепцијата на македонскиот народ и македонските граѓани дека промената на уставот со цел вметнување на бугарите во преамбулата е како резултат на диктат на Бугарија и на европските бирократи? Пак ќе се обидам да не ги коментирам изјавите на овие двајца, затоа што навистина е верувам и под нивото на оние кои не слушаат, да коментираме изјави на луѓе кои очигледно дека живеат некаде, не знам, не верувам дека прочитале барем 4 книги во животот за да можат да коментираат, да вие ја видовте последната изјава на таа господја која е заменик министер за правда, не го знам ниту името, но ќе се навратам на ситуацијата која ни се случува. За жал, ова е една општа констатација, ова е едно општо повторување на проевропските папагали, така што овие две изјави се небитни во контекст на сето тоа. Ние 30 години веќе сме цел на изјави на безалтернативност. Веќе 30 години на македонците им се кажува дека тие нема алтернатива и дека единствената алтернатива за нив е влезот во Европската Унија, притоа таквиот влез безалтернативно да прифати се што ќе биде побарано од нас. И затоа денеска, заради таа безалтернативност, се доведовме до овде, докаде што сме, и ние денеска навистина немаме никаква алтернатива, затоа што македонските предавници, безалтернативни предавници, не доведоа до овде докаде што сме. И сега, еве, овде ќе се обидам да ја објаснам глобалната светска ситуација, ќе ми дозволите. Ќе бидам многу краток, меѓутоа за да сватат и за да разберат нашите гледачи, дека што и да правиме ние во овој момент. Се појавуваат политички месии во Република Македонија кои велат, повторно ќе се навратам на тоа, дека ќе го вратат името. Се појавуваат политички партии кои велат дека ќе изборат социјална правда. Се појавуваат политички аналитичари, коментатори и вакви и онакви кои говорат дека ќе го направат ова или она. Сето е тоа лага. Значи, во моментов, во светот,
постои владение на американските либерали. Американските либерали во 50-тите години преминаа од Американската комунистичка партија се преименуваа во либерали. Тоа ќе рече дека денешните либерали, оние кои владеат со светот, се всушност новите американски марксисти. За да успеат да го завладеат светот, тие почнаа да водат битка против сите познати системи на вредности, да ги уништат сите познати постоечки системи на вредности за да воведат нов систем на вредности со кој ќе го владеат светот. Но за да го сторат тоа, тие најпрво мораат да го уништат сопствениот систем на вредности, така што во Америка најпрвин беше уништен оној конзервативен, оној капиталистички систем на вредности, оној демохристијански систем на вредности во кој постоеше семејството, постоеше домот, постоеше она што го крепи едно општество. Американското општество е уништено заради тие и такви либерални вредности. И од друга страна, длабоката црква во Соединетите Американски држави, на кој укажуваше и американскиот надбискуп Вигано во неговото писмо до Доналд Трамп, кога овој беше председател, кој тврдеше дека постои длабока црква која ги подкопува темелите на верата и на црквата во Америка, и од тука се изгубија и демохристијанските вредности. Денес Америка е воспоставена врз системот на ЛГБТ вредностите, врз системот на неморалот, врз системот на сексот, дрогата, алкохолот, врз системот на се она што го разнебитува едно семејство и едно општество. Од тука, како вирус, почнаа да го извезуваат тој систем на вредности и најпрвин го извезоа во државите од Европската Унија, кои се инфицирани целосно, стотно инфицирани од тој таков вирус. Потоа се обидоа, еве да речеме, уште во 1989-та со обоена револуција да го уништат системот на вредности кој постои со милениуми во Кина. Со протестите обоената револуција на Тиананмен плоштадот во Пекинг не успеа, Кина успеа да се извлече од тоа и затоа стана денеска можеби најуспешната држава во светот, меѓутоа се уште е цел и се обидуваат да биде плен на тие либерални јастреби. Битката со Русија, она што денеска се случува во Украина, тоа не е битка за територија, туку е обид од како се уништи комунистичкиот систем на вредности, за кој не сакам да дискутирам дали бил добар или лош, меѓутоа постоеше како систем на вредности и посткомунистичките држави од Источна Европа се префрлија на така наречениот либерален систем на вредности, со тоа се уништи Советскиот сојуз и ќе беше уништена и Руската федерација, доколку со доаѓањето на Путин Русија не го прифатеше православниот систем на вредности со кој се одржа до денес. Оној ист систем на вредности кој и ние македонците треба да го почитуваме и да го спроведуваме. За жал, токму против православниот систем на вредности работи испоставата на американската ЦИА, тоа е патриаршијата, Цариградската патриаршија на Вартоломеј, која се представува за Вселенска патриаршија, која гледате како подметнува да речеме клипови во тркалата на православните цркви, посебно на македонската и на украинската црква. Значи, сето ова се е обид за да се урнисаат постоечките традиционални системи на вредности и да се воведат нови вредности во државата. Ами кај нас, преку НАТО стандардите, ни се воведе ситуација во која младите момчиња не може да одат во редовен воен рок, не може да се будат наутро во 6, да го креваат знамето на државата, со што ќе се подига нивната национална свест и преку таа армија да стануваат вистински мажи, да се исчеличат и да станат мажи. НАТО стандардите значат само платеници и значат приватни војски кои ќе треба утре задутре да ја бранат нашата држава. Вие ги имате
во здравството, да речеме, наместо Хипократовата заклетва, имате заклетва на Менгеле, она што го правеше Фајзер, тоа се методите на Менгеле во истражувањето, во обидот да се уништува човештвото. Ами во образованието со тој Болоња систем, вие го имате укинување на воспитната компонента од дотогашниот воспитно-образовен процес и сега имаме само квази образовен процес со кој не создаваме стручњаци во ниедно поле, туку само создаваме менаџери на кои на крајот им пишува дека се комуникативни и дека имаат вештини во раководење и ништо повеќе. Сето тоа го урива внатре системот во државите, за да може тие да станат лесен тлен на таа либерална клика која сака да го завладее светот. Тоа нешто ни се случува и во односот со Европската Унија, која веќе е инфицирана од непостоењето на систем на вредности и токму заради тоа ги има и тие двојни стандарди, го има тоа и такво однесување кон земјите кои нели утре задутре треба да бидат нови земји членки. Господине Ангеловски, како ќе го прокоментирате она што пред некој ден се случи во Бугарија, поточно во гербовата сала на бугарското председателство, каде што вообичаено се доделуваат најпрестижни награди и одликувања, но овој пат на свечената церемонија го врачија бугарско државјанство на Христијан Пендиков, на која церемонија пак присуствуваше бугарскиот државен врв. Тоа е уште една, за жал, потврда на погрешната политика на официјална Софија. Како да речам, дури понижувачки и за нив, не само за нас, да најдат едно човече од Охрид, кое е вакво или онакво сеедно, кое нели учествувало во една тепачка или било натепано, и кој денеска заради тоа станува национален херој за официјалната бугарска политика. И сега нему, нели, ако добро се сеќавам, му беше даден стан, му беше обезбедено лекување, сега му е обезбедено образование на тема меѓународни односи, за да тој можел да се врати во Македонија како експерт и како стручњак за меѓународни односи, за да им помогнел на бугарите овде внатре во Република Македонија. Ова сето само говори за ништожноста на бугарската официјална политика. Јас повторно и по кој знае кој пат ќе повторам. Официјална Софија имаше историска шанса да каже дека безусловно и без никакви притисоци ќе биде портата за влез на Република Македонија во Европската Унија. Денеска ние ќе имавме братски односи меѓу двете држави. Република Бугарија и официјалната политика на Бугарија требаше да каже дека да, не постојат македонски бугари, затоа што во Република Македонија јас не познавам ниту еден човек кој дошол од Ловеч, од Шумен или од не знам каде и овде формирал семејство и има негови потомци. Меѓутоа познавам барем 2 милиони бугари чии предци дошле од Ресен, од Лерин, од Созопол, од Созополи, од Прилеп, од Битола и не знам каде и формирале своји семејства во Бугарија и тие се бугарски македонци. Од друга страна, еве сега ќе кажам, тие упорно тврдат дека нас не создале Тито и Коминтерната. Тоа ќе рече дека после 1000 години наше постоење, во рок од година 2 или 4, успеале некој, дали е тоа Тито, дали Коминтерната или кој да е, на една цела генерација македонци, така брзо да им го исперат умот, што тие станале, нели, македонци. Ами зошто денеска официјална Бугарија не успее исто така за неколку години пак да не преврти и да не направи бугари, ако е тоа така и ако вештачки се создаваат нациите со потегот на пенкалото на Радев, на Борисов или не знам кој. Напоменавте дека Пендиков ќе го пратат на школување. Ја мислам дека единствената диплома која што ќе му дадат ќе биде провокатор, за да може да го користат за напаѓање на македонската држава и на Македонија, ако остане жив повторното враќање. Знаете што? Овде ќе ви дадам еден пример. Во 1709 година
Во тогашна Полтава, денешна Украина, се водела војна меѓу Русија и Шведска. Украинецот Иван Мазепа со 5000 козаци, кои се наоѓал во руската војска, нели, во војната против Шведска, со 5000 козаци пребегнува на страната на шведскиот крал Карл XII и се бори против своите довчерашни соборци. Војната завршува онака како што завршува, со победа на Русија. Иван Мазепа заедно со шведскиот крал пребегуваат кај турците. И во таа 1709 година рускиот крал Петар Велики, рускиот цар Петар Велики, излева еден орден, тој се вика орденот на Јуда, им го дава на Иван Мазепа. Тој е единствен таков орден излеан за предавство. Дали денеска ние македонците треба да почнеме со леење на ордените на Јуда, оти навистина имаме на многумина на кои би им ги предале, а оставам на вашите слушатели и гледачи секој дома да си го направи списокот колку такви ордени на Јуда ќе треба ние македонците да излееме. Ова е одлична шанса за градење на фабрика за лиење на такви ордени, затоа што ги има многу, не може да се постигне. Господин Ангеловски, како гледате на изјавата на Драган Цветковски, првиот човек на Алијансата на македонските бугари, дека во државната администрација требало да бидат работени 2300 самоосвестени бугари, а во работните места ги наброја и заменици на министерски и началнички позиции, притоа нагласувајќи дека ова ќе било нивното прво барање штом бугарите влезат во преамбулата. Од каде им е ова весела математика? Дали со ова го започна процесот на злоупотреба на издадените бугарски пасоши кои бугарската влада ги дава како на бит пазар, користејќи јамаката на оние кои за парче леп извадиле бугарски државјанства само со една цел да можат да заминат во некоја европска држава? За жал, ова не е весела математика, туку ова е премногу сериозно. Ова е токму тоа што ја очекува Република Македонија, доколку бугарскиот народ влезе во македонскиот устав со уставните измени. Во тој ист момент тие 100.000 или јас не знам точно колку се бугарски пасоши кои се издадени на маката на македонските граѓани, дефинитивно ќе бидат употребени без разлика што малкумина од нив или речиси никој не се чувствува како бугарин. Без разлика што малкумина од нив или речиси никој отишле и пасошите ги зеле само заради економско преживување за ова или за она. Официјална Софија, таа бројка и оние 2-3 само наречени бугари овде во Република Македонија, кои навистина си го имаат тоа самочувство или евентуално навистина имаат некакво бугарско потекло, токму таа бројка од 100.000 издадени пасоши ќе употребат за да го добијат според оној ненормален балансер кој се воведе, нели, во врска со вработувањата, според кој мора да биде избалансирано вработувањето на сите, на албанското малцинство, на ромите, на бошњаците, на овој и на оној, според сите подпишани договори, според оној рамковен договор и според се друго, навистина ќе мора да бидат определени толку и толку работни места за оние кои се чувствуваат како бугари. Навистина ќе мора да биде обезбедено образование на нивниот мајчин јазик, тоест на бугарскиот јазик. И од тука ќе почне процесот на бугаризација на Република Македонија. Зошто? Затоа што бугарската држава, официјалната бугарска држава ќе биде подготвена да го финансира образованието на бугарски јазик, со тоа што тоа ќе биде бесплатно и дури најверојатно ќе бидат доделувани и стипендии овде внатре во македонската држава да се учи на македонски јазик со стипендии од бугарската официјална политика. Од тука многумина кои сега не можат да се образуваат или едноставно ќе подлегнат под парите на стипендиите, ќе си се запишат во бугарските училишта, ќе си ги примаат бугарските стипендии, меѓутоа полека и ќе учат бугарската вистина за Македонија.
оние кои не можат да се вработат, а ги гледате, има македонци кои денеска се пишуваат и албанци, за да може да ја да ја стигнат таа квота за вработување, ами тие и таквите уште утредента ќе се пишат бугари, само за да може да влезат на квотата која е доделена за бугари. Со тоа ќе започне процесот на целосна бугаризација на Република Македонија и таа весела математика, за жал, ќе стане тажната реалност и тажната судбина на македонскиот народ. По испратеното писмо од страна на американската амбасадорка Ангела Агелер, во кое писмо изрази разочарување од начинот на кој што функционира судството, се случија потресите во судството и обвинителството. Како гледате на скандалот и пародијата што се случува во судскиот совет? Дали конечно македонската јавност ја виде гнилоста во македонското правосудство? Па гнилоста чинам дека ја согледувавме оние кои сакаат да гледаат, ја согледува од многу одамна, оние кои не сакаа, сега им излезе на површина, меѓутоа ова сето чинам дека не е резултат на писмото или на обраќањето или на постоењето на американската амбасадорка. Јас затоа мислам дека зборував и минатиот пат, односно за нивниот обид да ги корумпираат политичарите во домицилните држави каде што се амбасадори, за потоа со таа корупција која се наоѓа во нивните компјутери да може да ги уценуваат да работат за американски интереси. Од тука ниту еден американски амбасадор досега немал вистинска намера да се справува со некаква корупција, со системот на правосудство во држава и така натаму и така натаму. Повеќе ќе речам дека е тоа обид, дека е тоа една меѓуклановска, меѓупартиска и ако сакате и меѓуетничка битка внатре во правосудниот систем, односно обид на ДУИ да завладее целосно и со правосудниот систем во Република Македонија, откако веќе ги завладеа безбедносниот, откако го завладеа образовниот, откако го завладеа здравствениот, откако ги завладеа сите системи во оваа држава, останува да го завладее, ама буквално целосно да го завладее судскиот систем, со што веќе понатаму ќе биде многу тешко да се добива правдата, некако што гледате, осудениците за дива населба од Куманово ќе треба да си го одлежуваат на Косово, додека нашите осудени за така наречен тероризам се наоѓаат во македонските зандани и тоа ќе станува се понеправено, ќе станува се потешко и затоа и нашите млади, македонските деца, македонските младинци ќе бегаат со најголема брзина од државата и таа неправедност и сето тоа едноставно не ќе можат да го издржат. Во четврток од вечерта, премиерот Димитар Ковачевски го прекина неколкунеделниот молк после повикот на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицовски за ТВ дуел. Ковачевски, гостувајќи на една национална телевизија, рече дека не гледал причина зошто да одговори на таквото барање за дебата, додавајќи, цитирам, господинот Мицковски воопшто не бара дебата, завршен цитат. Ваквото негово одбивање Ковачевски се обиде да го оправда со тоа што претениците на ВМРО ДПМН и коалицијата наводно одбиле дебата во собранието за коридорите 8 и 10, дека одбиле да прифатат да бидат дел од комисијата за уставните измени, дека не сакале да испратат тимови за преговори со Европската Унија и дека не сакале да бидат вклучени во процесот на почеток на преговорите со Европската Унија, додавајќи дека единствено што го интересирало лидерот на ВМРО ДПМН е блокирање на сите процеси во државата. Како вие гледате на ваквите обвинувања? Издржани ли се и зошто и од што се плаши Ковачевски да се соочи на ТВ дуел со Мицковски? Значи сите овие процеси во кои пратениците или функционерите или како и да е членови на опозицијата не сакаат да учествуваат, се коруптивни и предавнички. И токму затоа опозицијата нормално дека не сака да учествува во тоа со што и се нанесува зло на државата во која живееме. Како да сака да учествува во, да речеме, договорите со Бехтел и Енка, кога знаеме дека со тоа ќе се испумпуваат пари од даночните обврзници на
во обид на легален начин, нели, на законски начин, она што преку закон треба да се донесе, преку таков законски начин да се испумпаат милиони и милиони, некаде околу 600 милиони евра, кои потоа ќе си ги делат коалиционите партнери заедно со оние кои им даваат поддршка, а вие видовте како господјата Агилер беше насмејана и среќна кога се отвараше, кога се поставуваше табла за започнување на автопатите на Бехтел и Енка. Значи, не сакам да преюдицирам, меѓутоа во тие 600 милиони евра ќе има многу пари за делење, така што ќе може да стасаат до сите учесници на овој коруптивен скандал. Опозицијата не сака да учествува во тоа. Не сака да учествува во уставните измени затоа што знае дека ќе водат кон пропаст на државата. И како сега очекувате од опозицијата да учествува во такви процеси и во такви ситуации? Од друга страна, морам да бидам искрен, кога дојде Зоран Заев на власт, кога стана премиер и откако го видовме, нели, неговото знаење, неговите вештини, неговото нели се она што го стекнал како искуство по пазарите ни Србија и ни поранешна Југославија, јас искрено мислев дека е тоа дното до кое може Социјалдемократскиот сојуз да допре и дека од тука не може да најдат човек кој ќе се најде на пониско рамниште. Меѓутоа СДСМ да ти имал во резерва уште еден човек, и тој се појави и сега тој ни е премиер, значи човек кој уште 3 рамништа подолу се најде од Зоран Заев и како очекувате таков човек кој со тежина сврзува 4 збора, кој со тежина искажува 2 реченици, како очекувате да излезе на ТВ дуел било кому, а не пак на дебата со лидерот на опозицијата, професор доктор Христијан Мицковски. Од тука неговото бегање не е бегање од соговорникот, туку е бегање од собствената неспособност и од собственото незнаење. И јас сега велам, не дај Боже Ковачевски да си поднесе оставка, кој знае уште каков имаат во резерва кадрите на СДСМ со уште 2-3 нивоа под знаењето и умешноста на Ковачевски. Така, Ковачевски за договорот со Бехтел и Енка, кој договор уште од самиот почеток е контраверзен, изјави дека бил направен врз основа на закон донесен во собранието, кој закон предвидувал да се случи директен договор без тендер, со што всушност на некој начин тој префрли целата вина врз собранието, при тоа заборавајќи дека собранието одлучува по предлог на владата. Како гледате на ваквата негова изјава и дали треба да му веруваме на Ковачевски дека од оние 1 милијарда и 300 милиони евра, 600 милиони евра ќе останеле во Македонија, поточно кај македонските компании и македонските работници, зашто предходно спомнавте? Да, значи треба да му веруваме, 600 милиони евра ќе останат во Македонија, меѓутоа ќе останат во џеповите на корумпираните актери кои го подпишуваат и го реализираат овој договор. Тоа е прво. Второ, е повеќе од сигурно дека токму на тој начин со донесувањето на законот во собрание се обидуваат да ја легализираат кражбата која треба да се случи, односно испумпувањето на тие 600 милиони од буџетот на Република Македонија, односно извлекување од џеповите на граѓаните кои го полнат тој буџет. И заради потврда на ова, ќе ве подсетам некаде на владењето на СДСМ од 94 до 98, кога владееше без опозиција, кога владееше сам во собранието, исто вака, со донесен закон, ја легализираа најголемата кражба во Република Македонија, односно она што беше наречено приватизација. Најпрво си донесоа закон за да кражбата биде легална, за да може да ги преземат сите имоти кои дотоаш ги создавале сите граѓани на Република Македонија и кои беа заеднички имот на сите нејзини граѓани. Истото денеска го прават, донесувајќи закон во собранието, сакаат да ја легализираат новата крупна кражба која треба да се оствари во оваа држава.
Како гледате на изјавата на Александар Новаковски, кој ја предводи работната група за уставниот закон, кој на една национална телевизија рече не е оптимист дека до следните избори ќе има нов изборен законник. Како гледате и на условот од страна на ДУИ дека бил поддржале една изборна единица, но со прак од 5%? Ќе се постигне ли консензус или ваквите барања на ДУИ се токму да не се постигне тој потребен консензус? За вас од МАК, како политичка партија која е дел од коалицијата за обнова на Македонија, кој изборен модел е прифатлив? И дали очекувате Дом да напушти владината коалиција сега во јуни, бидејќи така најави лидерката Морачанин дека ако во првите 100 дена од реконструкцијата на владата, кога во неа влезе Алијанса на албанците, не се донесе нов изборен законник, ќе ја напуштеле коалицијата? Ајде ќе почнеме од крајот, па ќе одиме од почетокот. Ако Дом ја напушти коалицијата, тоа е потврда дека во октомври ќе имаме вонредни избори и дека Дом, како и ДС на Павле Трајанов, ќе бара позиции како повторно да се додвори на новата власт, нели, и да биде повторно дел од власта која ќе следува. Тоа е првото. Што се однесува до ДУИ и до барањето за една изборна единица, но со цензус од 5%, тоа е нормално барање на ДУИ, онака како што нему му одговара, бидејќи проценките е дека некои од политичките партии на македонските албанци нема да успеат да го достигнат цензусот од 5% и со тоа еден дел од нив нема да бидат и понатаму дел од парламентот, односно ќе немаат своји пратеници во парламентот. Што се однесува пак до упорното инсистирање на малите политички партии, посебно оние од македонскиот блок, на таква една изборна единица без цензус, тоа јас го нарекувам принцип на сместување на задници. Тоа ќе рече дека председателите на тие партии сакаат да си осместат својот задник во една од парламентарните фотелји и ништо повеќе. Тие ќе си се наредат први на избирачката листа и во една таква ситуација без цензус со една изборна единица, голема е веројатноста дека многумина од нив ќе станат дел од македонскиот парламент. Што доколку се случи 15 или 20 мина лидери на политички партии да се најдат во парламентот, верувајте, дури тогаш ќе започне парламентарниот атпазар, дури тогаш ќе започне пазарењето со мртвите души во Република Македонија, односно секој од нив за големи суми пари или за помали или за одредени привилегии и така натаму ќе се нуди на едната или на другата страна и ние ќе бидеме сведоци на една ситуација која навистина не би ја посакале. Токму затоа МАК, размислувајќи во интерес на државата, а не во интерес на партијата, ниту во мој личен интерес, упорно се залага за мнозински изборен модел, тоа ќе рече изборен модел со 120 изборни единици, со понекаде приближно 15.000 гласачи во секоја изборна единица. При тоа со таквиот модел, покрај тоа што ќе се представи партијата, во секоја изборна единица ќе се представи и поединецот, односно човекот, кандидат за пратеник. Вака вие на една отворена листа, без цензус, вие имате ситуација во која кај големите партии, некој кој се наоѓа на 47-то, да речеме, место, човек кого не го ниту знаете, не го знае никој во оваа држава, да стане пратеник само затоа што се нашол на добитното место на отворената листа на една од големите политички партии. Не, преку мнозинскиот изборен модел, секој ќе се представи со своето име, со своето презиме, со својата чест и со својата партиска припадност. Така излезени, граѓаните, оние 15.000 кои ќе ги имаат пред себе представниците и кандидатите, ќе можат да се определат изгора на се. Тие 15.000, таа една изборна единица, доколку тој пратеник, кого ќе го изберат, не работи во интерес нивни и во интерес на државата Република Македонија, тие многу полесно ќе можат да соберат 50% потписи за да предизвикаат предвремени избори само во таа изборна единица и промена на тој пратеник, отколку што би требало вие да соберете 900.000 сега потписи, за да, не знам, точно карикирам, за да
да успеете да предизвикате распуштање на парламент и предвремени избори. Значи, доколку сакаме да размислуваме во интерес на државата, во интерес на едно стабилно парламентарно мнозинство, па во интерес доколку сакате и на затварање на понатамошните етнички апетити на некои од етничките малцинства, значи ако веќе ги создадете тие 120 изборни единици, точно ќе се знае во колку изборни единици, да речеме, некоја етничка група може да победува и не ќе може повеќе од толку, како што е случај денеска, од изборен циклус во изборен циклус да расте за 2, за 3 или за уште повеќе пратеници во Собранието на Република Македонија. Ќе ве навратам на уште една изјава на Викторија Аврамовска-Мадик, заменичката на министерот за правда. Оваа господја рече дека ништо нема да ја биде на Република Македонија ако во преамбулата влезат и другите народи кои што поднеле барање, бидејќи не станува збор само за бугарите, туку и за црногорци, хрвати, египчани, егејците и за многу други кои што ќе поднесат барање, вели таа. Господине Ангеловски, слушнете ја нејзината целосна изјава и потоа кажете го вашиот став секако, особено за споменувањето на егејците, но и за нејзиното задоцнето извинување до егејците, како што ги нарече таа, а дојде како резултат на негодувањата на македонската јавност, но и дел од македонските експерти. Сите 120 пратеници верувам дека се чувствуваат дека се народни пратеници и дека за доброто на Република Северна Македонија, за својата држава ќе се одважат и ќе го прифатат овај процес. Секој од нив, кога ќе го видат предлогот и кога ќе видат дека ништо не станува лошо или ништо нема да биде на Република Северна Македонија, кога во преамбулата влезат и другите народи кои што поднеле барање, пошто не правиме муабет само за бугарите, правиме и за црногорци, хрвати, египчани, егејците, за многу други кои што сите оние ќе поднесат барање, а таа работна група ќе ги разгледа. Верувам дека ќе се одважат и ќе смогнат сили и ќе гласат. И дека овај предлог иницијатива отварање уставот ќе помине. Ваш став, господине Ангеловски, за изјавата на Викторија Мадик? Па бидејќи рекол дека не коментирам изјави на луѓе кои не знаат што зборуваат, ама навистина ми го разубавивте денот со ајде ќе се обидеме да прокоментираме. Значи, кога реков дека СДСМ чуваат во резерва уште по некои кои се наоѓа на пониско рамниште, еве очигледно дека ме потврдуваат веднаш во таа моја констатација. Женава, ако не се лажаме, заменик министер за правда, нели? Така. Епа, најпрво, не знам, еве, сакам да бидам сериозен, меѓутоа не ми оди. Најпрво, објасни дека сите народи кои поднеле барање за да влезат во уставот. Па навистина, дали е ова некој конкурс на кој треба да се аплицира? Дали Министерството за правда на Република Македонија има отворен конкурс доставено до сите држави во светот? Оти навистина, инаку би било дискриминаторски ако само оној кој начул дека може да се влезе во уставот доставил барање. Значи, еве ќе и дадам на господјата совет да распишат отворен конкурс. Конкурсот да трае, да речеме, 90 дена, да биде упатен до сите држави и до сите народи во светот, дека може да аплицираат, односно да побараат, да влезат во македонскиот устав. Мислам, зашто зборуваме? Тоа е првото. Второто е малку по-сериозно, и ако денеска или после тоа оваа жена се обидува да излезе од замката во која сама влезе, обидот да се каже дека егејците ќе влезат во уставот на Република Македонија е само продолжение, а вие тоа треба подобро од мене да го знаете, на удбашкиот метод на поделба на македонскиот народ, кога посебно во иселеништвото веделеа на вардарци и на егејци, за да не дојде до обединување на македонците во едно тело, за да не дојде до денеска,
тие и такви удбашки методи, еве гледаме дека преку овие луѓе се обидуваат повторно да се инсталираат во Република Македонија. Имајќи ги во предвид сите досегашни случувања во изминативе 5-6 години, особено во последните неколку месеци, за моево прашање ќе се послужам со еден ваш неодамнашен статут, цитирам, за да разбереме до каде стасавме, за да разбереме дека полека, но сигурно исчезнуваме како македонци, да ги прочитаме стиховите на либанскиот поет Калиб Џибран, наречен поет на екзилот. Додека се уште не сме станале граѓани на екзилот, пред да го поставам прашањето, дозволете во овие моменти господин Ангеловски да ги прочитам неговите стихови. Ќе фати малку подолго, ама баш би се интересни. Ние уште тогаш ги пронајдовме кога кажавте и рековме ќе ги користиме некогаш. Вели вака: жалете ја нацијата полна со верувања и без религија. Жалете ја нацијата што носи облека, а не аткае, што јаде жито, а не гожне, што пие вино, а не го точи. Жалете ја нацијата која го прогласува насилникот за херој и за дарежлив го смета блескавиот освојувач. Жалете ја нацијата што не го крева гласот кога оди во погребна поговорка, што не се фали освен во собствените руини и што не се бунтува кога вратот е ставен меѓу меч и клада. Жалете ја нацијата чиј државник е лисица, чиј филозоф е жонглер, чија уметност е уметност на карпеници и на мајмунлаци. Жалете ја нацијата што со труби му посакува добре дојде на новиот лидер, а го испраќа со свирежи за повторно да му труби на новиот што доаѓа. Жалете ја нацијата поделена на парчиња, од кое секое парче се смета за нација. Господин Ангеловски, во изминативе 5-6 години, откако дојде оваа ненародна влада на власт, го избра Зоран Заев за премиер, кој, како што самиот рече, бил црпнат омнива и почнаа да ја употребуваат кованицата нашата земја, наместо Република Македонија. Имајќи предвид, сите тоа го знаат, што земјата се обработува, се ора, се копа, дали оваа ненародна власт, заради тоа, Република Македонија ја изедначија со земја и затоаораат и копаат по неја во сите полиња? Како ќе опишете оваа ненародна влада и владеачко мнозинство? Остана ли уште нешто од Република Македонија кое го немаат чепнато? Го пробијали дното со внатриетничката поделба на македонскиот народ? Ќе успеат ли да ја продлабочат меѓуетничката нетрпеливост? До каде мислат да одат и како да ги спречиме? Значи, Зоран Заев и овие околу него едноставно се извршители. Тоа што го велите нашата земја, тоа е всушност сведување на Република Македонија на територија. Тоа го пишував со децении наназад, дека на оние кои владеат со светот, Република Македонија не им е битна е нејзината територија да влезе под чадорот на НАТО. Битно беше оваа територија да стане дел од широкиот чадор на НАТО. Дали при тоа таа територија ќе се вика Република Македонија или ќе се вика онака како што нели Заев успеа да се договори? Дали при тоа на таа територија ќе живеат македонци или ќе живее се друго освен македонци? Дали при тоа таа територија ќе се крчми како да е нечие наследство? Тоа сето беше небитно. СДСМ и Зоран Заев влегоа во тоа сценарио и тие се денеска должни тоа напишано сценарио да го изиграат до крај, до последниот чин. При тоа, повторно ќе речам, имајќи ги 4 колони на нивна страна, а тоа се нивните алчни членови, кои не ги интересира иднината на Македонија и на македонскиот народ, туку само како да дојдат до тендери, до пари, до пари од фондот за иновации за тренирање магариња за ова или за она. Тоа е втората колона, тоа се невладините организации во кои однадвор соврејки се истура за да работат против интересите на Македонија. Тоа е третата колона, за жал, еден голем дел од македонските медиуми кои со лага и со невистина
учествуваат во разнебитувањето на Република Македонија и тоа е четвртата колона меѓународната заедница, токму таа за која Република Македонија е небитна, туку територијата е битна да биде под нивна контрола. И тука веќе доаѓа петтата колона на која и одговара ваквото третирање на државава како територија. Тоа се политичките партии на македонските албанци кои се заспиваат и се будат со идејата за преоден чекор кон поделба на Македонија, а тоа е федерализацијата која ќе доведе до утрешната поделба. И на крај, тука еве за жал се појавуваат и алчните делови од довчерашни членови на коалицијата или членови на партиите на сегашната опозиција, кои како шеста колона се појавуваат, за кои исто така се потврдува дека Република Македонија била небитна, дека биле битни личните интереси, дека биле битни парите и привилегиите, кои исто така придонесуваат понатаму за разнебитување. Од тука, кога имате 6 моќни колони против вас, од оваа страна остануваме ние, влюбениците во вистината, остануваме ние кои немаме друг излез освен да се бориме за Македонија, остануваме ние, кога велам ние, сметам на вас, сметам за нашите слушатели, за гледачите, сметам на сите оние кои се свесни дека или ќе застанеме на нозе, ќе викнеме гласно или ќе ја немаме татковината. Мене на една емисија ме праша зошто ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија не поднесе, не знам, 5000 амандмани на законот за Бехтел и Енка, онака како што поднесе Левица, за да го спречи со филибастеринг. Јас реков, единствен амандман со кој ова може да се спречи е излегувањето на македонскиот народ на улиците, протерувањето на оваа и ваква власт, преземањето на власта во рацете на македонскиот народ и започнување со исцелување на раните кои ни ги нанесоа во минативе 5-6 или ако сакате и повеќе години. Како гледате на делот аналитичарите кои тврдат дека Македонија сакала или не ќе стане дел од Европската Унија и тоа заедно во пакет со 5 западно-балкански држави, меѓу кои се Украина и Молдавија, бидејќи американскиот концепт бил Западниот Балкан да влезе во Европската Унија? Кој е вашиот став? Дали ќе се случи тоа или пак овие нивни тврдења се од сферата на романтиката? Дали последните геополитички случувања можат да бидат еден вид гаранција за полноправно членство на Македонија во Европската Унија? Дали планот на Америка преку ваквиот концепт е да се извлечи од реконструкцијата на Украина, бидејќи со самиот влез на Украина врската за нејзината реконструкција ќе биде на Европската Унија? И дали Америка со ваквиот концепт сака да се спаси од Путин и од кинеските милијардерски инвестиции кои се влеваат во Западниот Балкан? Најпрво се потврдува една моја теза, односно еден факт, дека проширувањето на Европската Унија беше изведено без никакви критериуми, без исполнување на стандардите од држави како што се Бугарија, како што е Романија и така натаму и така натаму. Беше на брзина зголемено членството на Европската Унија со дотогашните комунистички држави. Зошто? Затоа што преку нив Соединетите американски држави си успеа да добијат мнозинство внатре во Европската Унија. И вие гледате денес дека најголеми поддржувачи на американската политика се токму поранешните или посткомунистичките држави, како што се Балтичките држави, како што е Полска, како што се Бугарија и Романија. Тие едноставно, затоа што беа
инсталирани во Европската Унија преку трупа, наспроти Република Македонија, која 33 години исполнува можни и неможни услови. Тие беа прифатени, примени преку трупа само за да бидат гласачко тело, односно да бидат поддржувачи на американската политика внатре во Европската Унија. Што се однесува до земјите од Западен Балкан, искрено мислам дека ниту сега, ниту кога и да е тие држави ќе станат членки на Европската Унија, а истото тоа го сметам и за Молдавија и за Украина. Украина, можеби еден дел од Украина и ќе стане дел од Европската Унија, како дел од Полска, кога ќе дојде до поделба на Украина, затоа што за жал на украинскиот народ, за жал на оние луѓе кои гинат, јас еве пак ќе се навратам многу пати и во вашата емисија сум го кажувал дека во моментов во Европа постојат две нефункционални држави, тоа се Украина и Македонија. Откако беа инсталирани Заев и Зеленски, двајцата комедијанти. За жал, Македонија се распаѓа на помирен пат, се распаѓа со поделбите, со уставните измени и така натаму, а Украина ќе се распадне заради војната. Полска веќе јавно ви покажува своите аспирации кон деловите од Галиција, односно оние делови кои на времето биле нејзино во полско владение. Од тука Молдавија чинам дека ниту сака, ниту ќе биде барем вака како што денеска се одвиваат работите. Инаку, сакам да ги подсетам гледачите дека во 2012 година таа и таква Европска Унија, кон која ние денеска се стремиме, доби Нобелова награда за мир. Заради ширење на мирот, заради тоа што веќе 60 години на низината територија немало војна и така заради демократијата и така натаму и така натаму. Сега, таа истата Европа, која пред 11 години доби Нобелова награда за мир, според изјавите на Јозеп Борел, одвојува 2 милијарди евра од фондот за мир, од така наречениот фонд за мир, за оружје кое ќе го намени за Украина. При тоа, треба да испрати околу милион парчиња муниција од 115 милиметри. Тоа е тешка муниција која треба да се употреби и уште 1 милијарда за други воени потреби и таа организација добитник на наградата за мир обучува 30.000 украински војници за војна. Значи, тој е тој парадокс на Европската Унија, тие двојни стандарди за кои постојано зборувам и зошто мислам дека Западен Балкан нема да стане никогаш дел од Европската Унија, заради сум го кажувал тоа, но ќе се обидам многу кратко да го кажам, тоа е еден режим на капитулации кој во 1535 година го подпишала најпрвин Франција, потоа Шведска и потоа сите западно-христијански држави со Отоманската империја, во која со кој договор, значи нивните граѓани во Отоманската империја не одговарале пред отоманските судови, туку пред нивните амбасади, односно пред нивните судови. Таков договор тие подпишале со сите останати нехристијански држави, значи со сите арапски држави, вклучително со Јапонија, со Кина и така натаму. Таквиот договор за режим на капитулација последен е укинат со Кина дури во 1948. Тоа ќе рече дека оваа територија на која се наоѓало Отоманското царство, тие и такви западно-христијански држави се уште ги сметаа за нехристијански. Вие видите надвор од тој цивилизацијски христијански клуб се наоѓаат уште Република Македонија со значително муслиманско население, Република Албанија со значително муслиманско население, Косово со значително муслиманско население, Црна Гора со значително муслиманско население, Босна и Херцеговина со значително муслиманско население и Србија заради нерешеното прашање со Косово со незначителното муслиманско население. Значи, тие се нештата на кои треба да се обрнува внимание и затоа мислам дека ниту ние местото во таква
дволична Европска Унија, ниту пак некој не сака во таа и таква, пак ќе речем, ја сакаат само нашата територија. Во февруари минатата година се случи руската интервенција во Украина. Пред интервенцијата масовно се лицитираше со членството на Украина во НАТО. Воените действија се уште траат. Како гледате на последните случувања? Се надзира ли крајот на воените действија? Можно ли е да се постигне краен мир или пак евентуалниот прекин на воените действија само ќе го најават почетокот на промените на меѓународната сцена? Какви промени меѓународната сцена да очекува и каде ја гледате Македонија во евентуалните промени со ова ненародна влада? Па, промените веќе полека, но сигурно настапуваат. Ние веќе навлегуваме во тој така наречен мултиполаризам, меѓутоа не ќе биде тоа. Јас напишав во мојата последна колумна и нашите гледачи, оние кои не следат, можат да влегуваат на страната, на Facebook страната на МААК или на лично на мојата Facebook страна и да ги читаат овие текстови, за не морам да ги објаснувам вака како што ги објаснувам. Јас таму напишав дека ќе настапи мултиполаризам на систем на вредности. Во оној момент кога ќе почнат да се почитуваат системите на вредност, православниот систем на вредности, да се почитува индискиот систем на вредности стар со милениуми, да се почитува исламскиот систем на вредности, затоа што, за жал, Соединетите американски држави, за да го прикажат исламот како агресивна, како религија и како систем на вредности кој не е вреден, тие го создадоа радикалниот ислам преку Ал-Каеда, преку ИСИС и преку останатите, за да пред лицето на светот исламскиот систем на вредности го прикажат како систем на вредности кој не треба да екзистира. Меѓутоа, и тој е благороден систем, воспоставен на исламот во своето оригинално, нели, во писмата кои ангел Габриел му ги носел на Мухамед директно од Господа. Тоа е и Куранот, впрочем. Значи, ќе се воспостави, мора да се воспостави морален плурализам на моралните системи на вредности, мора да се воспостави плурализам или на политичките, на идеолошките, на економските, се друго. Се додека американските либерали се исклучиви во својата теза дека мора се да функционира според нивните сваќања, според нивниот модел на систем на вредности, според нивниот економски модел, според нивниот модел на безбедност, според нивниот модел на образование, според нивниот модел на здравство, се до тогаш светот ќе се наоѓа на работ, на исчезнување, односно на работ на Третата светска војна. Таа исклучивост мора да биде победена. Американските либерали мора да сватат дека постојат и поинакви начини, и поинакви модели на размислување, на живење, на стопанисување, на војување, на сочувување на безбедноста и така натаму и така натаму. Ние сме сведоци сега дека Соединетите американски држави, за жал, заради таа либерална економија, се доведоа во ситуација кога 70% од домашниот бруто производ го обезбедуваат од услуги, а не од производство, и кога остатокот го обезбедуваат со извоз на долари, односно со едно неограничено печатење на долари и нивни извоз. Значи, следно нешто кое ќе биде поставено како цел, ќе биде дедоларизацијата на светот, односно укинувањето на доларот како универзално средство на плаќање, и со тоа ќе започне процесот на мултиполарност во сите овие сфери кои започнав да ги кажувам. Во една таква ситуација, Република Македонија има шанса во ситуација кога исклучивоста ќе биде победена, кога ќе постои мултиполарност и кога ќе постојат алтернативи, ние дури тогаш, значи пред да му ветиме на народот дека ќе го вратиме името, дека ќе осториме ова или она, ние најпрвин мора да влеземе во битка заедно со останатите народи, во битка против злото наречено американски либерализам или неокомунизам, да биде совладан, да биде воспоставен мултиполарниот свет, и потоа има шанса не само за Македонија, туку за сите држави кои ги истрпеа неправдите во ова време на Пакс Американа, односно овие 30 и повеќе години на американско владење како единствен джандер во светот.
Господине Ангеловски, ако имате уште малку слободно време, би сакале разговоров да го продолжиме со неколку блиц прашања, по можност и блиц одговори. Поради долг кон Скопски саем и пресуда од апелацискиот суд за наплата од 2,5 милиони евра, сметката на град Скопје беше блокирана, но по постигнатиот договор за плаќање на рати беше повторно одблокирана. Информациите кои стигнаа до нас се дека град Скопје е тужен и за други долгови, но и тоа дека во касата немало доволно пари да се исплаќаат платите на вработените. Вие сте советник во град Скопје. Дали знаете колку се точни ваквите информации? Што се случува со град Скопје под раководство на Данила Арсовска? Господин Ангеловски, Бети, што е сигурно, без да чека да ви дадете одговор, одма прашање да не избегате. Тоа значи да. Значи, не е проблем, јас пак се плашам да не премногу ја проширивме разговорот, па да навлеземе во нечие туѓо време. Меѓутоа, што се однесува до град Скопје, повторно сакам да ви кажам дека исклучивоста не е начин на владење и токму заради тоа настануваат проблеми. Еве, како советник во градот Скопје, јас можам да ви кажам дека немам увид во ништо од сето ова, значи немам увид колку е градот задолжен, немам увид дали постои можност да се раздолжи, дали постои ова или она, затоа што едноставно господјата градоначалник во својата исклучивост не сака да се подпре на никој друг, не сака да соработува со советничките групи, не сака да соработува со советниците, туку тера на своја рака. Исто онака како, нели, што ги зборувам либералите од Соединетите Американски држави. Значи, ние поставуваме упорно, како советници, поставуваме советнички прашања. Бараме да ни биде објаснета состојбата во градот, состојбата со јавните предпријатија, како што е ЈСП, како што се останатите, меѓутоа, за жал, ние не добиваме никакви одговори. Едно е сигурно дека град Скопје не се наоѓа во добра ситуација, едно е сигурно дека ќе мора за сите заеднички, и советниците, и градоначалникот, и службите на градот, да седнеме заеднички и да изнајдеме решение за состојбата во која се наоѓа градот. Како ќе ја прокоментирате одлуката на судот за ослободување од вина пронешата министерка Елизабета Камчевска-Милевска? Дали проработи правдата или пак со закаснување од 5 години само и ја врачија наградата за незиното гласање на уставните измени? Значи, едно е сигурно, дека гласањето за уставните измени денеска беше наградено. Дали господјата Камчевска-Милевска при тоа имала или не вина, не навлегувам, бидејќи не го знам предметот, меѓутоа доволно беше што и се закануваше казна, која нели можеше да биде и исто како што им е доделена на уставобранителите, без разлика на нивната невинност, тие се казнети, значи можеше да биде казнета, затоа си гласаше како што се гласаше и денеска е или ослободена од вината, или пак онака како невина е ослободена од она што постоеше како меч над незината глава. Како ќе го прокоментирате вчерашниот настан и еуфорија, каде што на свечена церемонија со неколку булдожери, кои после церемонијата веднаш си заминаа, но и со веење на зелено знаменце од страна на премиерот Ковачевски, се прославуваше некакво ставање на камен темелник на коридорот 10Д? А ви треба ли коментар? Мислам, навистина, ние еднаш веќе присуствувавме на отварање на некаква табла на која пишуваше дека коридорите ќе се градат. Вчера повторно присуствуваме на не знам што. И навистина е дојдено време да го искористиме единствениот амандман, да излеземе по улиците, да ја урнеме оваа власт, да дојдеме до предвремени избори и да заминат за секогаш некадарниците од типот на Заев и Ковачевски од нашето секојдневие, да ни ги ослободат дечињата, да останат да живеат овде, да не ни ги бркаат. Се друго, верувајте ми, е непотребно да се коментира. Сите се доволно паметни, умни за да го согледаат и чинам дека
ајде уште еднаш да бидеме на крајот оптимисти и да се надеваме дека некаде на есен ќе ги добиеме вонредните избори, дека оваа власт ќе замине во историјата и дека за Македонија ќе доаѓаат подобри дена. Ако не ги коментираме, тогаш полесно им е да манипулираат со македонскиот народ, оние кои што не можат да читаат ни редови, вака барем некого ќе го разбудиме. Како гледате на испратените дописи до меѓународната заедница од страна на министерот за правда Логар, со која бара официјална Софија да ги почитува пресудите од Судот за човекови права во Страсбург поврзана со македонците во Бугарија? Па кога тоа би било сериозно барање, на кое би се инсистирало, кое би било, да речеме, пропагирано, кое низ европските ходници би било нели разнесувано до сите пратеници, тогаш јас би бил задоволен. Меѓутоа, ова е алиби писмо, со кое сака да се рече, еве видете, пред ова е алиби писмо пред македонската јавност, еве видете како ние се бориме за правата на македонците, како се бориме за правдата да биде достапна и одлуките на судот од Страсбург да бидат прифатени. Меѓутоа, тоа е лажно глума, како и се во овие 5 години, само и само македонската јавност да биде измамена и да биде прелагана. Господине Ангеловски, ви благодариме за учеството во Македонски корени и секако исцрпното интервју. Верувам со внимание, како и секогаш ни слушаа нашите слушатели и гледачи. Посакуваме да си имате пријатен викенд, пријатно до слушање и секако скоро довидување. Истото ви го посакувам вам, на сите оние кои не гледаа и не слушаа, и ги повикувам да бидеме цврсти, да бидеме сплотени, да си ја вратиме Македонија во наши раце. Вие повикувате на тоа, а ние од тука ги повикуваме сите оние наши слушатели и гледачи да не жалаат време, да го посетат вашиот Facebook профил и да ги следат сите оние колумни, да ги читаат, на кои што навистина се поучни. Ви благодариме уште еднаш, пријатно остануваме во контакт, се гледаме. Македонија вечна. Секој е добро.